тие што не се тука. Добре. Епа, добро вечер уште еднаш на сите. Се надевам дека убаво си го поминавте викендот и дека нешто прочитавте, поднаучивте и ќе можете денеска да го дополните вашето знаење, затоа што следните 3 лекции, како што кажав, ќе бидат малку понапорни. Ајде сега само извинете да ја го пуштам линкот на Марија. А вклучен е? Ама ќе... Сега ќе видиме. Последните 3 лекции се малку по комплицирани, да речем. Содржат некоја граматика која што е на истото ниво на кое што се наоѓате, а меѓутоа е поспецифична. Едното денеска деливи глаголи за поведен начин и нови зборови секако. Во следните 2 лекции ќе се запознаеме со ново време во германскиот јазик, односно минало скршено време. Меѓутоа првиве 2 часа, денес и следниот час, ќе ги работиме без притисок, ќе работиме 10-та вежба, но претходно, како што знаете и на секој час, ќе имаме вежби со кои што ќе го повториме материјалот кој што сме го работеле минатиот час. Рековме прво за писмото. Мирјана рече дека се потрудила, Слагјана се пријави, Весна вие? Добре. Марија, дали се слушаме сега, дали не слушате? Да, сега ве слушам. Добре, дојде, да. А може ли сега прво да ги слушнеме Марија и Весна, па потоа да поминеме на оној дел што рече Мирјана за... Не Марија, се извинувам, Мирјана и Весна, па да преминеме на оној дел за разговорот каде што ќе се прашувате за доручекот, за појадокот и потоа ќе продолжиме понатаму. Мирјана, дали може прво вас да ве слушнеме? Со писмото, така? Да, со мейлот. Само секунда. Нема проблем. Слободно. Lieber Tomo, hast du am 9 Uhr Zeit? 9 Uhr Zeit. Ај вака, чекајте малку. Извинете. Да го споделам екранот, за да можам да го пишувам. Па секако ќе остане подоцна за сите. Нема само да остане како... Ќе го пишуваме. Ајде уште еднаш. Хало, така беше? Либа. Да, lieber Tomo. Јас Томо го напишах. Нема проблем. Hast du am Hast 9 Uhr Zeit? 9 Uhr Zeit. Добре. Tina und Theo kommen Tina und Theo kommen halb може да, zum Essen. И са доле, од тоа го имам напишано, мислам од другото е веќе при крај. Hast du auch? Или kommst du auch? Не знам. Може. Да, kommst du auch? И са либо, не знам са последното дали ќе е со... Liebe Grüße. Мирјана. Или Зина, не е проблем, да. Можеш и со ваше да напишете. Еве вака. Добро. Требаше да напишете, ова е само, како да кажем, не е конкретно, ова е само прашувате дали ќе дојде. Јас реков да се напише одбивање на покана за театарска представа или за одење во театар. Еве, ајде да ја слушнеме и
да ја слушнеме и Весна. Ќе го напишам и незиното. Hallo, Gordana. Добро. Ich kann morgen in das Theater kommen. Ich kann morgen In das Theater kommen. Добро. Leider habe ich keine Zeit. Добро. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin bei einem Arzt. Добро. Tut mir leid, Tut mir leid. ich habe am Mittwoch Ich habe einen am Mittwoch freien Nachmittag. Добро. Wenn du kannst, viele Grüße, Vesna. А wenn du kannst, овде треба да бидам со запирка. Wenn so mala kannst, liebe Grüße. Viele Grüße, Vesna. Само Весна вака. Овде, првата реченица. Hallo Gordana, ich kann morgen in das Theater kommen. Ich kann nicht. Само nicht ми фали. Не можам да дојдам утре во театар. Инаку другото е супер. Leider habe ich keine Zeit. За жал немам време. Ich habe einen Termin bei einem Arzt. Имам термин на доктор. Tut mir leid. Žal mi je. Ich habe am Mittwoch einen freien Nachmittag, wenn du kannst. Имам во среда попладне. Слободна сум во среда попладне, ако можеш. Liebe Grüße, Vesna. Сега ми е јасно, Vesna. Само тука требаше да се додаде нихт. Весна, во рете, нели, бидејќи велите дека не можете да дојдете. Значи, во суштина, не дека Миријана вашето е погрешно, туку вашето не одговара на задачата која што сум ја задала. Реков да ми напишете писмо, нели, кое што ќе биде одбивање на покана. Сега разбрав, сега и јас ти кажа Vesna. Vesna ли беше? Весна, да. Весна. Да. Инаку супер. Весна супер. Добро. Сега важно ви е јасно на сите како треба да изгледа. Да. Добро. Слагена, ќе кажете нешто? Јасно ви е? Не ви е јасно? Не знам така. Нема и ве се откако... Се ми е јасно. Добро. Сакам да прашам... Тешко ми е од тоа граматикава, а тука ги слушам ја они само како зборуваат. Сега мене ми е полесно тоа јазикото да го кажам. Безво, нихком, можам да кажам најкомен, нели за да се разбере. Да. И сад мене поимиле тука, а и немам време да учам и тоа ми е голем проблем. Добро, битно е присутност да слушаш малку на часовите, јас мислам и тоа е многу битно. Не, часовите ги слушам, ама немам време да поучам како беше вештата, тоа е проблем. Ние немаме, ама учиме нешто, поучуваме, мораме. Повчу. Да, па мораме сега, зашто идеме на часот, нели? Е па точно. Да учиме по нешто. Така е. Добро. Борче, добро вечер. Добро вечер. Ја го напишавте мејлот? Ајде вас да ме слушнеме, убаво што не беше споделен екранот. Ајде да го споделам и да го слушнеме и вашиот мејл. Ќе го запишаме и него. Може. Само момент, за да напишам. Либа Марко, danke für
deine Einladung zum Kaffee leider kann ich heute nicht kommen. Dobro. Ich habe viel Arbeit. Dobro. Wir können morgen Abend ins Café gehen. Dobro. Dobro, das wäre super. Liebe Grüße. Борче. И ова е окей. Благодарност за вашето, што беше тоа? Einladung беше покана. Ти благодарам за твојата покана за во кафулето. За жал, денес не можам да дојдам. Има многу работа. Ние можеме утре навечер да одиме во кафулето. Тоа би било супер. Да, овде го напишам, ова е нешто и друго, ама ќе ја напишам реченицата во заграда. Das wäre super. Тоа би било супер. Тоа би било супер. Да, повелете. Нели, може ли das war super да се преведе како тоа беше супер? Ама не вели das war, туку das wäre. Не сме го учеле вере, конјунктив е тоа, начин во германскиот јазик. И значи, еве, би било. Значи не е ва, туку е вере. Ва е друго, да, може да се преведе како тоа беше супер, ама ако зборуваме во минато време. За минато време ќе зборуваме следната недела, следните 2 часа. Сега дали може да преминеме со поставувањето на прашањето? Да, може. Пак 5 непарен број, ама не е ни проблем. Ајде да ги слушнеме. Кого да слушнеме? Весна и Миријана први. Ајде, јас ли да почнам? Слободно. Was ist du gehst zum Frühstück? Весна? Ich Frühstück, jetzt Salat. Салат. Salat. Ich mag... Ама нека ве праша. Нека ве праша. Ајде, да. Und wann frühstückst du? Ван. Значи не вас, туку ван, Миријана. Ich mag keinen Salat. Ве прашува кога доручкувате. Aha. In der Woche Frühstück. Ich schon um 6. 6 Uhr, добро. Uhr, ja. Und am Wochenende? Aber am Sonntag frühstück ich oft erst um 11 Uhr. Фруштуке. Имате ли да ја поставите прашање вие, Миријана? Само секунда. Да, слободно. Ајде прашате и вие кога доручкува. Ван? Wann du... Ван глагол ни треба. Aha. Wann frühstückst Wann Frühstück? du? Du. Или името само, или du. И ду може да... Добро. Добро. Wann frühstückst du? Ich frühstücke Frühstücke um 9 Uhr.
okay, Um 9 Uhr? Добре. Ајде, Борче и Слагена. Ајде, Борче, прашај ти и прашања и сега. Леле, ама за доручекот не тоа. Кога за доручекот? Сум. Така. Еве, слај. Што појадуваш ти за појадов, колку што знам така, колку што се сеќам. Што појадуваш, да. Ајде, тие што ги имате, Борчајте. Од последната лекција? Да, Борче, ама ти јас мислим ја сега по логички може салата, бургер, тие горе што ни беа набројани, како да ја Од час 9. Бевте минатиот час така или не бевте? Добро, ај поставете и прашање зашто сте се спремиле. Слагане ќе ви помогнеме. Нема потреба, Борче, ајде, тоа што сте спремиле, тоа не е проблем. За следниот пат секако пак ќе повториме. Не е проблем. Ist dein Lieblingstag? Meine Lieblingstag ist Pizza. Кој ви е омилен ден? Ама добро, не го симнал, Борче не го симнал документот се, оправдано е. Ви кажувам во групата Вохененде. Samstag und Sonntag. Добре. Имате други прашања, Борче? Супер завршивме ние како двојка. Ке се смејате, Енвер и Наташа ми е гајле мене. А Марија, кој сака да ја испраша или јас да ја испрашам? Прашање вас ist du gern zum Frühstücken? Ајде, еве, може ќе ви одговори. Марија, можете да одговорите на прашањето? Ja, ich gerne Глагол на второ место секогаш. Ich frühstücke gern. Suppe? Suppe am Morgen. Mhm. Und woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? wohne in ein kleines Oh, super. Кој ќе треба помош на Мирија, не има кај да се обрати. Wie alt sind Sie? bin 23 Jahre alt. Нема потреба веќе на Sie. 23? Nein, 22. 22. Noch besser. Was arbeitest du? Oder studierst du noch? Mhm. Ich studiere noch. Was studierst du? Ich studiere vor Physiotherapie. Super. Таман во Германија се пече. Епа. Швейцарија, не само Германија. Добро, сите 4, може Лихтенштейн најмалку нуди. Дека е најмал. Сите 4 германско-јазични земји. Hast du Geschwister? Schwester? 2 Schwester. Mhm. Wie alt sind deine Schwester? Eine ist ein Jahr jünger als mir, Mhm. 21 Jahre
Mhm. Du bist die Älteste Schwester. Und was machst du in deiner Freizeit? Im Moment, ich habe mein Bein ist gebrochen und nur sitzen zu Hause. Gute Besserung. Und wenn du nicht dein Bein gebrochen hast, was hast du bevor gemacht? Ich gehe spazieren, ich gehe Kaffee trinken mit meiner Freundin. Ich höre Musik. Mhm. Und was isst du gern zum Frühstück? Хайде да се вратиме на последната тема. Okay. Ich frühstücke Frühstücke gerne Suppe. Suppe. Mhm. Wann frühstückst du? Jeden Tag an der Zeit. Wie viel Uhr am meisten? 10 Uhr. 10 Uhr. Mhm. Gut, danke. Благодаря, Мария, много. Гordana, Да. може нещо да кажем, то ти значи сега по-младичко, по-мопайки главата, нещо слагана, докато гледам, Мария има добро познаване, има Мария, дали е учила германски често, дали е живеела, не знам, ама гледам, от има познаване. Отих 2 години у школата германски. Така се гледал ти или у школата учила, или си бил у Германия, се гледал ти имаш некое познаване по мое А може аз да ви кажем? Учела. Учела тие 2 години учела. Пошто има луѓе по 5-6 години учат и во основно и во средно 8 години учат, не знаат да кажат како се викаат. Марија учела. Да, научела и научела, да. Инаку можела и да не научи. Да, баш така. Како денешните млади што не учат. Да, ама Мария се сака да оди во Франција, буквално само тъй, што сака да оди надвор, сака да научи. Мислам по мое, не знам. Па сега Не, ја дојдов тука без да збора да знам германски. И доста е волку што знам. А се заборавам, колку години сте таму слагена? Дури 2 години сум таму, ама 1 година дома си седев, ништо не учев. Дури 1 година сега што испаднав доволно е што ги слушам и што ги разбирам. Пак ќе кажам, тоа циганското е надвор што го слушаш, ама ги слушаш и ти влеваат зборовиве у главава. Ја 1 година дома си седев, скроз само дома. И ништо не учев германски. И за оваа 1 година и тие зборови што ги имам научено со однадвор. А семејството како се снајде? Не, мажот ми се снајде од Јонски, он вози камион, за него не е проблем. Не им бараат, Мгм. што нели со европски документи со бугарски паспорт, не ни бараат нели ни А1, ни А2, ни Ништо, да. Сите тројца сме со бугарски. Ќерка ми учи веќе она 2 години, експерти го Браво. учи за тешки треба, а ја оти ништо не учев, јоти не се ни потрудував и леа доволно што знам. Што се запишав во гимната школа, ама стварно тоа што го правевме му изминатиот час. Не можеш да научиш оти ваму на Не можеш. Па не можеш. Мене тешко ми е вака што на македонски ми се каже оти немам време да учам, оти одам на работа. И тука со превози се е подруго. Како не, па како не. Така е без слагане и јас. Кој не бил не знае колку е тешко од едната на другата страна на градот да стигнеш денеска и да се вратиш пак дома. И имаш и семејство и се, и да немаш семејство е исцрпувачки, а не пак со семејство. Не, на студентите им е петка. Вака, например, да учат и уште може да го живееш. Здраво Точно. не паѓа, кај јас работам 25 години и повеќе. Искрено не си учил тоа што би требало. Сега отивам воздухов информација, ја ќе научам. Ама без слагена зборова ќе по научам наше 15. време немаше германски, имаше само англиски, француски и руски. И руски, да. Германски. Да. Да. Инче тешко и јас сама, слагена е сама од Франкфурт до Цирих, замисли сама со 4-5 воза, леле, јас знаев како поминам, ама англиски нешто што знам што сум учила поодамна и така се најдов, инче многу е тешко. Тешко е. Сам никога немаш, не знаеш јазик. Тешко е. Без јазик не. Тешко е. И без желбата да го научиш исто е тешко многу. А чим сме овде, сакаме да го учиме. Точно. Точно.
Па тогаш само се трупа материјал, Да, баш така, управо. односно се трупаат информации. Што веќе повторување на еден. Повеќе пати, да. Па добро, јас мислам ти на тебе за почеток ти е добро ајден, супер е да знаеш со ајден ти е супер ако научиш. Да, мислам ако ти научиш, да. Но ти си плюс таму, ти си секојдневно таму во комуникација. Мене ми бараат само еден комплет за да ми биде подобра работата и популарно и вака. Вака се развивам со карате. Со карате. Со карате, бе. Карате и се таман. Тама, мимика и гестови. Денеска, како што кажав, ќе започнеме со обработка на 10-та лекција. За секоја вежба која што ќе ја направиме во учебникот, имаме и соодветна вежба која што е во работната, така што пошто ќе ги разложуваме лекциите на 2 дела и денес и следниот час, ќе имаме повеќе време да се посветиме на целосно на лекцијата и да го разбереме целиот материјал што се вика додека сме се уште на часот без да провериме и да прочитаме нешто дома. Борче да го слушнам да го прочита насловот на 10-та лекција. На која страна е? О, се извинувам. 57. 57. Ich steige. Ајде го намалам за да го... Ама нема да можам. Ке можам. Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. Ке го намалам и ке се гледа. Како што кажав, денеска ќе се запознаеме со делеви глаголи во германскиот јазик. Значи, кај имаат правилни, кај имаат неправилни, сега има и делеви глаголи со кои што ќе се запознаеме денес. Само што според мене не се толку специфични и не е некој поголем проблем, само што треба да се препознаваат. Лекцион 10. Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. На македонски лекција 10. Сега се качувам во метрото. Зборчето jetzt ќе го сретнете многу често. Jetzt има слично значење со зборчето gerade. Значи jetzt и gerade имаат слично значење, односно да не речем исто на македонски, значат сега. За штајге и за ein и за U-Bahn ќе збориме понатаму во 10-та лекција. Првата вежба. Schließen Sie die Augen und hören Sie. Затворете ги очите и слушајте. Was sehen Sie? Sehen е намерно во наводници, затоа што кога ќе ги затворите очите, треба да си составите една слика според тоа што го слушате. Hilfe finden Sie auch im Wörterbuch. Ќе најдете помош во речник. Ние ќе се обидеме од тоа што сме учеле досега како вокабулар да составиме реченици. Прво ќе слушнеме. Значи само звуци се слушаат, нема текст. Тоа сакам да кажам. Само да го споделам слушањето. Така. 10:1. Не слушате? Се слуша, да, Да, само звук. Да.
Добре, толку. И како ќе одговорите на прашањето вас sehen Sie? Каква слика си представивте пред себе? Освен овде ein Kind singt, едно дете пее, што слушнавте друго? Бос и... Ама не знам како се вика на бос. Айн... Ба- Банов, да, Банов не ли е станицата? Да, цук. Цук е воз. Еве го каратето. Да, тоа што го знам тук од степенението. Цук, ама и го имаме и во насловот. Убан. Да, Убан, да. Другите да додадат? И Айн Цук. Добро. Другите нешто да додадат? Борче, Марија, Весна. Ich hab gehört, ein Friseursalon. Vielleicht ein Friseursalon. Gut. Другите, die anderen? Борче ода Весна. Се сложувате со ова што го кажа, веројатно другите. 2. Was ist richtig? Sehen Sie das Foto an, hören Sie und kreuzen Sie an. Што е точно? Погледнете ја фотографијата, слушнете и обележете. Пред да слушнеме и да обележиме, да ги прочитаме прашањата. Слагена, прочитајте го прашањето под А. Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Понудени ни се Am Hafen, am Bahnhof. так, am Flughafen и am Bahnhof. Б, Марија? Was machst du, was macht der Mann? Er steht auf, Er steigt aus, steigt. er steigt ein. Во насловот го имавме steigt ein, кај што рековме дека значи влегува, а steigt aus имате и слика, тоа значи излегува. А каде е човекот? Имаме Flughafen, аеродром, намерно не ги пишувам, што ги има после тоа во Bildlexikon, и Bahnhof на железничка станица. Сега ќе слушнеме и ќе обележиме, односно ќе кажеме што е точно. Gut. Wo ist der Mann? Der Mann ist am Bahnhof. Bahnhof. Der Mann ist am Bahnhof. Und was macht der Mann? Aussteigen. Aus. Er steigt aus. Gut. Сега ќе одиме во работната. Страната во работната е... Ама не е. Сепак во учебникот на следната страна. Drei. Ich bin jetzt. Јас сум сега. Hören Sie und ordnen Sie die Fotos den Sätzen in B
Цу. Слушнете ги и распоредете ги фотографиите со речениците во Б. Ајде прво да ги прочитаме вака како што се дадени со двата одговори. Првата Весна. Еден од Б. Под 1, да. Der Mann telefoniert mit Seiner Tochter oder seiner Mutter. Mutter. Danke. 2. Борча. Втората. Да. Der Mann ist Zu Hause. Oder bei Verena. Gut. 3. Mirjana. Der Mann steigt in die U-Bahn. U-Bahn. Oder in die S-Bahn ein. 4. Maria. Der Mann kommt in München oder in Essen an. Така. Ќе слушнеме, прво треба да ги распоредиме фотографиите со речениците овие кои што ни се дадени долу. Ja? Hallo, Verena. Nein, ich bin noch nicht zu Hause. Ich bin jetzt... Warte, hör doch mal. Hörst du, wo ich bin? Ja, genau. Ja, den Koffer habe ich und die Tasche auch. Mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, mein Schatz. Ich bin schon erwachsen, weißt du? Ich steige jetzt in die U-Bahn ein und in 40 Minuten komme ich zu Hause an. Ja, dann rufe ich dich an. Ja, natürlich. Tschüss, mein Kind. Am Bahnsteig 2 fährt gerade die U2 Richtung Messestadt München. Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Nächster Halt, Innsbrucker Ring. Aussteigen bitte in Fahrtrichtung links. Achtung, bitte zurückbleiben. Hallo, Verena? So, jetzt bin ich zu Hause. Was ich heute noch mache? Och, vielleicht kaufe ich noch was ein. Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Mhm. Rufst du mich morgen mal an? Ja? Das ist schön. Also dann. Ja, bis bald. Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. Gut. Малку е подолго, ама опишува повеќе сцени, затоа е подолго. Првата реченица, der Mann telefoniert mit seiner Tochter oder seiner Mutter, Foto A und C. Der Mann ist zu Hause oder bei Verena. Welches Foto passt? Која фотографија одговара со втората реченица? Ja. 3. Der Mann steigt in die U-Bahn oder in die S-Bahn ein. Welches Foto passt mit Satz Nummer 3? Б. Б и ја не ме се напишен. Па добра е. А, може дека се симнува, ама не се качува. Der Mann kommt in München oder in Essen an. Welcher Satz passt mit welches Bild passt mit dieser Satz? За четвртата реченица? За последната или за четвртата ли станува збор? За четвртата. Под А и под Б. На мен две ми се напишен. Не бех сигурна. Ама ова е дека пристигнува во. Дека пристигнува под Б. Под Б oder под С. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Mit wem telefoniert der Mann? Mit seiner Tochter oder mit seiner Mutter? Tochter. Der Mann telefoniert mit seiner Tochter. Richtig. Wo ist der Mann? Zu Hause oder bei Verena? Zu Hause. Der Mann ist zu Hause, richtig. Wo steigt der Mann? In die U-Bahn oder in die S-Bahn? U-Bahn. Der Mann steigt in die U-Bahn ein. Und wo kommt der Mann? In München oder in Essen an? Јас Минхен, како да разберете. Минхен. Па јас мислам дека е Минхен. Ама ќе слушнеме, бидејќи втор пат ќе го слушаме поделен диалогот, и тоа во четвртата вежба, каде што вели Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. Вели вак, hören Sie noch einmal und sortieren Sie. Овој пат нема да ја слушнеме, ми се чини како што е по планот. Зашто не ми ги покажува цели? Сега.
Мислам дека ќе ги даде како исечоци. Аха, ама зашто вака ми е оставено зато? Еве го. Не, ова ќе го намалиме. 10, 4, да, посебно ќе биде. Првата вежба бара од нас да ги распоредиме, односно да ги сортираме речениците како што ги кажува поредослед. Слушаме првото. Ова. 10, 4, А. Може. Aufgabe 4a. Ja? Hallo, Verena. Nein, ich bin noch nicht zu Hause. Ich bin jetzt... Warte, hör doch mal. Hörst du, wo ich bin? Ja, genau. Ja, den Koffer habe ich und die Tasche auch. Mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, mein Schatz. Ich bin schon erwachsen, weißt du? Ich steige jetzt in die U-Bahn ein und in 40 Minuten komme ich zu Hause an. Ja, dann rufe ich dich an. Ja, natürlich. Tschüss, mein Kind. Gut. Nummer 1 ist nein, ich bin noch nicht zu Hause. Welcher Satz ist Nummer 2? Ja, den Koffer habe ich und die Tasche auch. Richtig. Was ist Nummer 3? In 40 Minuten komme ich zu Hause an. In 40 Minuten komme ich zu Hause an. Und Nummer 4 bleibt ja, dann rufe ich dich an. Gut. B. Ergänzen Sie, hören Sie dann noch einmal. Треба да ги дополниме зборовите кои што се дадени. Само според Ахтунг е веќе вметнат. Прво пополнете ги, па потоа ќе го кажеме и нивното значење. А сега само тоа ми е споделено, уште поубаво. 4b. Aufgabe 4b. Am Bahnsteig 2 fährt gerade die U2 Richtung Messestadt München ein. Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante. Achtung, bitte zurückbleiben. Nächster Halt, Innsbrucker Ring. Aussteigen bitte in Fahrtrichtung links. Achtung, bitte zurückbleiben.
Goed. Сега ќе ги преведеме зборовите. Првиот. Der Bahnsteig. Перон. Потоа die Achtung. Внимание. Потоа имаме зборче halt, кое што значи станица, вели nächster Halt, der Halt. Јас ќе го преведам на македонски станица, инаку треба да е запирање. Следното запирање е таму и таму, ама ние велиме следната станица. Запирање. И, вие не го гледате ова. Па да, го споделив. И последното беше Vorsicht. Да. Vorsicht. Die Vorsicht. Предпазливост. Die Vorsicht. Предпазливост. Ајде, весни првата реченица. Am Bahnsteig fährt gerade die U2 ein. Так, am Bahnsteig 2 fährt gerade die U2 ein. 2. Mirjana. Bitte? Vorsicht. Vorsicht. Bitte Vorsicht. 3. Slajana. Nächster. Nächster Halt. Innsbrucker Ring. Und 4. Борче, прочитайте го, ако е пополнето. Achtung, bitte zurückbleiben. Да, Achtung, bitte zurückbleiben. Внимание, ве молиме, вратете се назад. Ці, ќе ги работиме сите главоли кои што се деливи. Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie. Тука треба да ги дополните префиксите на глаголите, па потоа ќе се запознаеме со деливите главоли во германскиот јазик. Слушаме уште ова. Aufgabe 4c. Hallo, Verena? So, jetzt bin ich zu Hause. Was ich heute noch mache? Och, vielleicht kaufe ich noch was ein. Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Rufst du mich morgen mal an? Ja? Das ist schön. Also dann. Ja, bis bald. Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. Добро. Првата реченица, Марија. Само момент. Еве ќе го споделам на екранот. Ach, vielleicht kaufe ich noch was ein. Так. Ach, vielleicht kaufe ich noch was ein. 2. Mirjana. Ein bisschen fern. Siehst du noch ein bisschen fern? И третата, Славјана.
Rufst du mich morgen mal an? Така е, rufst du mich morgen mal an. Сега ќе се запознаеме со деливите глаголи по германскиот јазик. Деливи глаголи или на германски trennbare Verben. Trennbare Verben, деливи глаголи. Прво што треба да знаеме е дека сите деливи глаголи се составени од два дела. Првиот дел се вика префикс, а вториот дел се вика глагол. Професор, ке може ли само за делливи глаголи да се потенцира после темно? Оти Да. малку е како во истото претходното да е така. Еве го. Леле, не зашо на германски не. Ево, trennbare Verben, деливи глаголи. Значи сите деливи глаголи се составени од два дела. Префикс и глагол. Прво ќе земеме еден глагол да го менуваме по лица, а потоа ќе ги видиме каде стојат во реченица и од тоа ќе изведеме и правила. Првиот глагол го имавте и во оваа вежба, е глаголот einkaufen. Глаголот einkaufen на македонски значи да купува или пазарува. И сега имаше порано во символите една убава цртичка, која што ги одвојуваше, односно може да ги одвои префиксот, еве. Така. Префиксот кај глаголот einkaufen е ein, а глаголот е kaufen. Кога овој глагол го менувам по лица, тоа изгледа вака. Јас пазарувам, ich kaufe ein. Ти пазаруваш, du, се извинувам, само да го исклучам, du kaufst ein. Значи, ich kaufe ein, du kaufst ein, sie, es kauft ein. Потоа во множина, wir kaufen ein. Ihr kauft ein. Ihr kauft ein. И sie, и формата за почит, sie kaufen ein. Сега ќе дадам пример, за од тој пример да изведеме заклучок, а потоа ќе менуваме и останати деливи глаголи кои што ги сретнавме во досегашниот тек, а потоа ќе работиме и петата вежба, каде што ќе видиме и други деливи глаголи. Имавме и тука пример, вели вака. Ich kaufe vielleicht, зашто го сгрешив? Ето ми фали. Vielleicht etwas ein. Првото правило вели вака. Во исказна реченица префиксот стои на последно место, а глаголот стои на второ место и се менува по лица. Сега ќе дадеме пример за прашална реченица. Kaufst du vielleicht etwas ein? И од тука ќе изведеме правило дека во прашална реченица
префиксот, гледате и сами, повторно стои на последно место, Да. а глаголот На трето. стои на прво место На прво, да. и се менува по лице. Овде, кај сите деливи глаголи се составени од два дела, каде што стои префикс и глагол, само ќе допишам. Префикс не се менува по лице, кај глагол, многу и логички, меѓутоа некогаш човек може да се збуни, глагол се менува по лице. Ќе ги обележим. Еве го. Кауфе, например со портокалова боја, и овде глаголот ќе го обележам со истата боја, односно не мора да е глаголот, еве во второ место. Второ ќе го обележам со портокалова боја, и ова ајн на последното место ќе го обележам со друга боја, со зелена, и тука ќе го ставам ова последно со истата боја, зелена. Значи, за да ве асоцира дека префиксот е секогаш на крај, и тука ќе го обележам со зелена боја, пак ќе го обележам ова последно со истата боја, за да ви паѓа, еве вака, во очи. А глаголот повторно со портокалова боја, меѓутоа овој пат наместо второ ќе го обележам прво место. Јас мислам дека може второ и прво да бидат напишани со големи букви. Прво, и овде второ, а може и последно треба да биде со големи букви. За повеќе да паѓа во очи, ви да немате боја, ќе ви падне повеќе во очи. И да е црно-бело, сепак е тоа со големи букви. Ете така. Значи, едноставни се правилата, меѓутоа и кај овие глаголи имаме неправилни глаголи. Веднаш ќе го земеме за пример глаголот фернзеен. Глаголот фернзеен значи гледа телевизија. Кој е префиксот, а кој е глаголот кај глаголот фернзеен? Ферн е префиксот, зеен е глаголот. Како кажавме кај глаголот фернзеен, која промена настанува кај глаголот некив фернзеен, само кај зеен? Ich sehe fern. Која промена настануваше кај глаголот зеен? Du siehst fern. И sie, es sieht fern. Целата, ова ќе го преместам на друга страна, за да биде целосно. Целата промена кај глаголот ја обележувавме како промена на е во и е. И тоа само во второ и трето лице еднина. Еве го ето, еве го и еве го повторно и. Во множина немаме таква промена. Ние гледаме телевизија, wir sehen fern. Вие гледате телевизија, ihr seht fern. И sie sehen fern. Како ќе поставите прашање, гледаш ли ти често телевизија? Морам да исплучам носот, 2 недели ми тече, морам да го издувам. Wie oft sagst du? Ајде.
Гледаш ли често телевизија? Не виофт, не колку често гледаш телевизија. Гледаш ли често телевизија? Мгм. Звезду, сам секунду, звезду офт, Фен. ферн, да. Siehst du oft fern? Гледаш ли често телевизија? Глагол на прво место, префикс на последно место. Еве го. Siehst du oft fern? Други глаголи кои што ги имавме беа глаголите, првиот глагол во насловот, einsteigen, значи се качува. Кој ќе биде префиксот, а кој ќе биде глаголот? Кај глаголот steigen, einsteigen, ето така. Einsteigen, цртичката нека не ве буни. Цртичката е напротивставена само за да ви даде олеснување да знаете како да го поделите глаголот. Во еднина, кој ќе го минува, ајде да ја слушнеме Слагена. Слагена. Не слуша? Нешто ми се случи со телефонот. Ich steige. Што? На крај ви треба префиксот. Ein. Потоа Слагена? Du? Чекај, не ми се изгуби ваше пишуеме, ништо не гледам. Сакате уште еднаш да го споделам? Не, чекај сега. Сега ќе Да го пробам уште еднаш. Не го гледам и не... Сега не го гледа никој. Еве сега ќе го гледате. Еве го. Du steigst ein. Sie es steigt ein. Так, sie es steigt ein. Борче множина. Wir steigen ein. Добра. Потоа? Ihr steigt ein и steigen ein. Така е. Следен е глаголот aussteigen, што значи, ако овој значи што се качува, овој значи се симнува. Ајде сега, Миријана, прво да ми кажете кој е префикс, кој е глагол. Така. Така. Ајде да видиме сега како ќе го менуваме. Во еднина. Да, ich steige ein. А зашто ein сега е aussteigen? Ich steige aus. Ich steige aus. Потоа? Du steigst aus. Du steigst aus. Sie es steigt aus. Es steigt aus. Весна во множина? Wir steigen aus. Ihr steigt aus. Sie steigen aus. Така. Wir steigen aus. Ihr steigt aus. И sie steigen aus. Друг глагол кој што го имавме во овој беше глаголот anrufen. Глаголот anrufen значи се јавува. Anrufen се јавува. Марија, кој е префиксот, а кој е глаголот кај глаголот anrufen?
Така, ан е префиксот, руфен е глаголот. Менувај го глаголот во еднина. Ich rufen Ich rufe an. an. Du rufst an. Така, du rufst an. Sie, es ruft an. Sie, es ruft an. Ајде, Бурче, во множина. Wir rufen an. Добро. Ich Ihr ruft auch an. Mhm. Sie ruften an. Rufen an. Сега ќе разгледам, односно ќе обработиме и петата вежба, каде што можеби ќе сретнеме уште некој делив глагол и да не го сретнеме, ќе имаме глаголи кои што ќе ги сретнеме во работната и со нив исто така ќе ги менуваме по лица. Ergänzen Sie? Сега, да. Ergänzen Sie? Hören Sie dann noch einmal und vergleichen Sie. Notieren Sie auch die Infinitive. Дали се сеќаваме што е инфинитив? Што е инфинитив? Сме го запишали? Да, мамо. Сме заборавили. Инфинитив е основната форма на глаголот. Она форма која што завршува на наставка ена. Тоа е инфинитив. Ајде сега првата реченица, Миријана, повелете. Ich steige, не брзајте. Ich steige Jetzt in die U-Bahn ein. И во продолжение инфинитивот е веќе запишан. Einsteigen. Ке ги пишувам и овие затоа што не знам тие што не слушаат како ќе го видат ова, како ќе им се погоди. Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. Во заграда глаголот во инфинитив е einsteigen. Следната реченица, Весна. Ich 40 Minuten Komme, мислам. Не сум сигурна. Ајде да видиме Весна што мисли. Komme. Да. Добро. Коме? Komme ich zu Hause. Zu Hause. Zu Hause ein. Не. Не ein. An. An. In 40 Minuten komme ich zu Hause an. Ankommen. Епа не го запишавме, сега ќе го запишеме. Ankommen. Значи пристигнува. Префиксот е an, глаголот е kommen. Менувајте го слагано во еднина. Ich komme ein. An. Ich komme an. Du kommst an. Du kommst
An. Sie es kommt an. Така. Ајде на Марија во множина. Wir kommen an. Ihr kommt an. Sie kommen an. Така е, wir kommen an, ihr kommt an, и sie kommen an. Следната реченица, Марија. Ja, dann ruf ich dich an. Rufe ich Rufe ich dich an. Така е. Глаголот во инфинитив ќе гласи како? Anrufen. Anrufen. Следната реченица, кој не беше? Борче не беше? Де Борче? Ach, vielleicht. Ах, vielleicht. Ach, vielleicht. Fern. Не. Со глаголот купува, пазарува. Kauf. Kauf. Kaufe. Kaufe. Ich. Noch was. И на крај. Ein. Ein. Како е глаголот во инфинитив Борче? Einkaufen. Да, глаголот во инфинитив е einkaufen. Gucken. И кој не беше слагано, вие не бевте? Последна реченица. Последната, да. Siehst du Ein bisschen fern. така. Како гласи глаголот во инфинитив? Слагено? Fern. Fern? Sehen. Fernsehen. Да, глаголот во инфинитив е fernsehen. И многу е убаво објаснето ова со anrufen, дека кога е во исказна реченица, кажавме дека е глаголот на второ место, а префиксот на последно место. Кога е прашална реченицата, тогаш глаголот е на прво место, префиксот е на последно место. Но кога имаме прашален збор, односно прашање со помош на прашален збор, тогаш што забележуваме? Дека исто како во исказната реченица, глаголот е на второ место, а префиксот е на последно место. Ќе го запишеме тоа врз основа на овој пример кој што е даден тука. Wann rufst du mich an? И долу ќе имаме правило кое што ќе гласи. Така го зголемам ова, за да го гледам. Во прашање поставено со помош на прашален збор, глаголот стои на второ место, а префиксот на последно место. Тука не дополнив. Глаголот стои на второ место и се менува по лица. А префиксот на последно место. Еве го. Глаголот
На второ место, бидејќи реченицата започнува со прашален збор. И еве го префиксот кој што е на последно место. А тука ван ќе го направам, например, со подвлечено, за да се знае дека тоа е прашалниот збор. Дали вака, на прва, имате прашања за деливите глаголи? Не е толку. Треба да се учи, ама не е толку тешко тоа. Да, не се толку специфични. Само треба да се научат кои се, за да можете подоцна да ги препознавате. Да. А сега ќе работиме вежба во работната. А тоа е страна 80. Јас сега ќе споделам. И некои од вежбите кои што сметам дека се малку по тешки, за оние кои што не се тука, ќе ги напишам исто така во Word документот. Првата, wie heißen die Wörter? Ergänzen Sie. Чекај сега, на момент само. 80. На 80, на мене ми е ergänzen Sie und verlesen Sie. Осма, ми доаѓа, осма вежба. Тогаш на 78, кај мене е ова, да, добро. На 78 се извинувам. Добро. Првото е дадено. Wann sind wir am Flughafen? Одговорете in 40 Minuten. Б. Мирјана. Wie heißt der nach Nächste. Како се вика следната станица? Од зборчињата кои што се дадени горе. Штеј. Не. Не, Bahnsteig беше перон. Станица беше Halt. Halt, да, halt, добро. Значи вака. Затва. Монкебергstraße. Wann sind wir am Flughafen? Одговорете in 40 Minuten. Потоа, wie heißt der nächste Halt? Одговорот само јас да го поместам за да го видам. Mönkebergstraße. Bergstraße. Добро. Следното слагано. Тука горе ќе им напишам дека е во работната ова. Вака, во работна. Тетрадка. Вежба 1. Страна 78. Така беше? Да. Слагана следната реченица. Bahn an der Bahnsteig kannte. Извинете, уште еднаш. Bahnsteig. Ама не може. Не. Внимание, предпазливост на Bahnsteigkante. Der Zug fährt ab. Тука треба да биде Vorsicht an der Bahnsteigkante. Der Zug fährt ab. Fächert ab.
fährt ab. Zu spät. Jetzt nehmen Jetzt nehmen wir den wir den nächsten Zug. nächsten Zug. Имаме нов глагол тук. Abfahren. Abfahren. Поаѓа. Префикс. Ab. Глагол. Fahren. Меѓутоа исто како кај глаголот fernsehen и кај овој глагол имаме промена. Промената кај глаголот abfahren, односно fahren сме го имале веќе. Ја обележуваме како промена на а вас умлот. И промените знаеме дека настануваат само во прво и трето лице. Во второ и трето лице еднина и на ниту едно друго место. Ich fahre ab. Е сега во второ лице, ова а ќе премине вас умлот. И ќе имаме du fährst ab. Пак ме фалират. Du fährst ab. Истата промена ќе се задржи во третото лице. Sie, es, fährt ab. Значи, ева промената на глаголот, дека ја нема во другите лица, ќе ја докажеме со менување на глаголот во множина, wir fahren ab. Потоа, ihr fahrt ab. И sie fahren ab. Исто така имаме и нов неправилен глагол, кој што го имаме и во следната вежба во учебникот, меѓутоа веќе го имаме тука и ќе го менуваме. Тоа е глаголот nehmen, што значи зема. Овој глагол е исто така неправилен, а промената која што настанува кај овој глагол ја обележуваме како промена на во и. Преминува во и, меѓутоа не е само тоа, затоа што кај овој глагол се губат и некои букви заради полесен изговор. Преминува во и. Јас земам, ќе биде ich nehme. За во второто лице, освен што ето ќе премине во и, и х-то ќе го снемат, х-то ќе се замени со уште едно м. Du nimmst. Истата оваа промена, каде што х-то се заменува со уште едно м, се задржува и во трето лице, sie, es, nimmt. Промени има само во второ и трето лице, но еднина во множина не би имале проблем да го менуваме глаголот. Wir nehmen, потоа ќе биде ihr nehmt и sie nehmen. Ајде да видиме агенцен за ди вербен. Де не го напишавме, се извинувам. Де. Ајде, Весна беше? Или не беше? Повелата. Ich suche die U2 Olympiazentrum. Олимпијацентрум. Die Bahn fährt gerade am Bahnschicht
und ein. Bahnsteig 5 ein. Ich suche die U2 zum Olympiazentrum. Die Bahn fährt gerade. Еве како што ви запишав на почетокот, jetzt и gerade имаат исто значење. Значат сега. Der Bahn fährt gerade am Bahnsteig 5 ein. Имавме горе глагол, да се вратиме само, abfahren, а сега имаме глагол, кој? Кој е глаголот во последната реченица? Епаен, нелен. Не, кој е глаголот, целиот глагол? Не знам как чита. Претходно беше abfahren. А сега е кој глагол? Сега е глаголот einfahren. Einfahren значи влегува. Да, влегува. Кој глаголот einfahren? Eine. Префиксот fahren е глаголот, исто и кај овој глагол имаме промена на. Фахрен. На А во А со умлот. На А во А со умлот ќе го менуваме и овој глагол по лица. Јас влегувам, ich fahre an. Ein. Ова А кај fahren ќе премине во А со умлот во второ и трето лице еднина. Du fährst ein. И sie, es fährt ein. Еве го ова А со две точки. Во множина немаме промена. Wir fahren ein. Потоа ihr fahrt ein. И sie fahren ein. Добро. Втората вежба е ergänzen Sie die Verben. Првиот е дополнет и вели ankommen, што значеше што? Пристигнува, да. Б, што ќе дополниме Марија кај Б? Anrufen. Така, Б, anrufen. Што ќе дополниме кај С? Слагена? Steigen. Einsteigen. Ајде кај Д, Миријана? Кај Д. Добро, вие го кажавте Einkaufen. Ајде Весна Д. Така е, Fernsehen. И Ф, Борче? Aufsteigen. Така, aussteigen. 3. Markieren Sie die Verben und notieren Sie den Infinitiv. Обележете ги глаголите и забележете ги во инфинитив, односно во нивната основна форма. Ќе го запишам и ова, за да се знаат кои се глаголите.
Имаме вака. Односно овде се само глаголите во инфинитив. Liebe Susi, ich kaufe heute ein. Dann kochen wir und dann sehen wir noch ein bisschen fern. Okay? Освен глаголот einkaufen. Кои други глаголи ќе ги запишеме во инфинитив? Fernsehen. Fernsehen и не, глаголите не мора да се деливи. Не се мисли на сите глаголи. Рухен. Кој? Kochen. Kochen. Значи einkaufen, kochen и fernsehen. Fernsehen. Мора да оди напред со fern. Добро. Ајде под Б нека го прочита Весна. Hallo, Herr Petres, Frau Alvarez. Kommt heute 16, Како беше ова? 5 минути по половина од 6. 5 Да? Uhr. 5. Не, 5 nach. 8. 6. 5 nach halb 6. Да. Uhr am Flughafen. An. Sie wohnt im Hotel am Stadtpark. Will Grüße. Viele Grüße. Bianca. Schwierig. Okay. Кои глаголи, обележени се две цртички, кои глаголи овде се сретнуваат и како ќе ги дополниме во инфинитив? Ankommen. Ankommen и како е во инфинитив? Wohnen. Така е. Марија, може ли це? Hallo Andrea, hier meine Adresse. Humboldtstraße 121a. Ich steige immer am Kolumbusplatz aus. Dann sind es nur 5 Minuten. Bis bald, Martin. Да, Данка. Кои два глаголи ги имаме во овој? Во овој мејл, така беше, да. Порака. Aussteigen и aussteigen и ова sind. Како е во инфинитив? Не ми треба во еднина, ми треба во инфинитив. Ама јас ти го преведувам себе. Како ќе биде во инфинитив? Ова sind? Sein. И де, Бурча? Gehen wir heute in der Disco die wunderbar Finde ich echt gut. Ich rufe dich an. Така, Данка. Кои се глаголите во овој во оваа порака? 3 се на број. Heute? Не, heute е денес. Finden и anrufen. Gehen, finden и anrufen. Да. Gehen, finden и anrufen. Двата се неделиви, gehen и finden, само anrufen е делив глагол. Добро? Следна. Trennbar oder nicht? Делив или не?
Ќе ги дополниме речениците, така што ќе ги користиме глаголите кои што ни се дадени во вежбата. Само да им напишам овде. Тоа е... На која страна е тоа? На 79? Да, да. Во работ на тетрадка, вежба 4, страна 79. Првата реченица е дадена и вели: Steigt ihr am Goetheplatz ein? Goetheplatz ein? Овде делиме, затоа што глаголот einsteigen е делив глагол. Додека пак во вториот пример, глаголот е телефониран и тука не делиме, затоа што тој не е делив глагол. Wann telefonierst, du mit Oma, и јас ќе ставам тука цртичка и прашалник, за да асоцира дека не е делив глагол, и во заграда ќе запишам телефонира. Третата реченица е Мирјана. Тоа е под Б или под С? Под С. Б. С. Heute Abend. Добре. Heute Abend. Werden. Дали глаголот Fernsehen е делив или не делив глагол? Не делив. Ау не. Делив е. Гледа телевизија. Да, извини, е Fernsehen, добро, да, точно. Тој сам да го поделам. Heute Abend. Не, прво што треба да дојде на првото место? Sehen wir, да. Sehen wir fern, да. Kommst, така, kommst du auch. Во заграда треба да стои Fernsehen. Де? На Весна. Прво, дали глаголот umsteigen е делив или не е делен? Не делив глагол. Се дели. Се дели. Да. Во? Steigen. Steigt. Ihr Така. Во steigt ihr глаголот е umsteigen, нов глагол еве. Сега го запишеме. Глаголот umsteigen и уште еден делив глагол, кој што на македонски значи се прекачува. Се прекачува. Во заграда ќе ставам од едно во друго превозно средство. СРДСТВО. Префиксот на глаголот кај глаголот umsteigen е а глаголот е steigen. Правилен е, ќе го менуваме. Јас се прекачувам, ich steige Како ќе биде слагена ти се прекачуваш? Du steigst. Да. Du steigst Sie steigt Така. Sie steigt Како ќе биде во множина глаголот Марија? Wir steigen ihr steigt sie steigen Така. Wir steigen ihr steigt и sie steigen Ајде сега реченицата под Е. Може Марија, не бевте вие, не беше ти. Bekommen. Делив или не делив глагол? Не делив. Не делив.
Bekommen ich bitte ein Kaffee? Bekomme ich bitte ein Kaffee. И тука ќе ставам вака и прашалник. Може сме го сретнале, ама мислам не, ќе запишам само во заграда дека значи добива. Правилен глагол. Ајде F. Бурча. Значи со збурча во vielleicht. Стално погаѓа. Vielleicht Дали сега глаголот mitbringen е делив или неделив глагол? Што мислите? Делив. Како ќе се подели? Bringe. На mit и на bringen. Ајде сега дополнете реченицата бурча. Vielleicht Прво глаголот, bringen ама за их треба да се смени. Bringe, vielleicht bringe ich am Samstag meine Freundin mit. Vielleicht bringe ich am Samstag meine Freundin mit. Во заграда. Mitbringen. Долу. Mitbringen. На македонски носи со себе. Mitbringen носи со себе. Mit префикс. Bringen глагол. Правилен глагол. Ќе го менуваме. Полица. Ich bringe mit. Ти носиш со себе. Du bringst mit. Es bringt mit. Во множина. Wir bringen mit. Потоа ihr bringt mit. И sie bringen mit. Ајде сега реченицата под Г. Последната од оваа вежба. Кој не беше или сите бевте? Да, сите бевте. 1, 2, 3, 4, 5. Можеш да кажеш. Може. Am Sonntag. Frühstücke ihr erst 12 Uhr. Да, am Sonntag frühstücke ich erst 12 Uhr. Неделив глагол. Неделив, иако делува како да е делив. Да. Меѓутоа не се дели. Глаголот frühstücken е неделив глагол. Ќе изработиме уште вежбата под 6, за од следниот пат да ги обработиме 7 и да продолжиме со учебникот. Вежбата под 6 вели вака. Schreiben Sie Sätze. Напишете ги речениците. Значи само пак да напишам. Ајде вака. Во работната тетрадка на страна 79 вежба 6. Значи тука се дадени како табела. Чисто јас ќе ги направам како табела, за да може да се направи разлика каде стои 1, 2, 3, 4. И тоа напред 5. Ева вака. Каде стои глаголот во определена реченица.
Ајде. Првата е дадена. Wir steigen am Rathausplatz aus. Wir е на прво место. На второ место е глаголот во случајов steigen. На трето место ќе биде am дополнувањето, односно am Rathausplatz. Am Rathausplatz. За на последно место да биде префиксот, односно во случајов aus. Овде ќе го обележиме ова. Само морам да зголемам. Нема врска, ќе ги обележам како преска. Ќе го направам тоа подоцна. Б. Ајде да ја слушнеме Весна. Во. Fahren. Ама сега внимавајте, глаголите не ви се менувани по лица, вие треба да ги менувате. Во. Глаголот fahren беше неправилен глагол. Fährt. Wo fährt? Der Zug Добре. nach Berlin ab. Der Zug nach Berlin ab. Nach Berlin ab. Значи не ви се дадени глаголите во точната форма. Нив треба да ги менуваме по лица. Следната слагена? Du rufst Прашање. Rufst. Du mich и на крајот an. Така. Значи сега забележувате првите две прашања беа ова односно не беа прашања. Првото беше исказна реченица, глагол на второ место. Второто беше прашална реченица, меѓутоа со помош на прашален збор, глагол на второ место. А сега третата е прашална реченица и глаголот е на прва позиција. Ајде, де, Бурче. Уште еден глагол. Dich abholen. Тоа така? Да. Dich abholen. Abholen. Само што сега треба реченицата да започне со што? Abholen. Не. Со личната заменка, бидејќи е исказна реченица. Ich. Ајде сега глаголот abholen. Кој е префикс, кој е глагол? Dich abholen. Ich hole dich Dich hole. dich Viertel vor 5 Uhr и на крајот ab. Глаголот abholen. Овие два глаголи кои што сега ќе ги напишам, нема да ги менувам по лица, намерно, само ќе напишам што значат, за вие за следниот час да си ги менувате. И секако ќе ги обележам каде е префиксот, каде е глаголот. Глаголот abholen значи пречекува. Ќе запишам горе, пречекува дека овие два глаголи сега што ќе треба се за дома да се менуваат по лица. Abholen имам уште еден, значи ich hole dich Viertel vor 5 ab. Mirjana? Ich bringe Kuchen einen mit ihr. Прашална реченицата.
Треба да почне со глагол, да. Ihr Bringt, Kuchen, ihr Kuchen einen mit. а зашто јајден го менуваат? Кога ајден кухан си е заедно. Чекай сега. Тоа не се менува. Аха, добро. Bring, Значи сега првото место ќе ми остане пак празно и ќе биде bringt. Ihr einen Kuchen и на крај mit. Добро? Овој го менувавме. Последниот не го менувавме. Ајде, Марија, последната. А го менувавме. Wann kommt der Bus an? Так. Wann kommt der Bus an? Ankommen го менувавме. Значи останува само глаголот abholen да се менува за во среда по лице. Wann kommt der Bus an? Ќе ги обележам сега кога ќе завршиме и глаголите и префиксите. Значи за следниот пат само глаголот abholen да се менува по лице. Мислам дека не е толку страшно, меѓутоа ќе ги работиме на ваков начин сега в лекциите и се ќе ви биде многу појасно и нема да имате недоразбирање. Дали има прашања? Не. Јас имам прашање. Повели. Секој пат кој е на почетокот прашален збор, Да. завршуваат глаголите завршуваат со т на крајот или Без разлика, зависно од лицето. Еве, например, овде кај феат, е феат затоа што деат цук ќе го заменам со лична заменка еа. Овде е bringt, затоа што имам лична заменка ија. Кај ван, комт, затоа што исто бус треба да го заменам со лична заменка еа. Зависи од родот на именката. Кој ќе биде испоред личната заменка, на што ќе завршува глаголот. Доколку нема други прашања, ќе ви посакам убава вечер и ќе се слушнеме повторно во среда. Денеска многу брзо ми помина. Професор, се мислам јас од 8:30